Вие сте на фреквенцијата на 24 вести и можам да ви најавам дека од сега па натаму секој вторник во рамките на 24 од Сесрце на теми за разни здравствени состојби ќе имате можност да го слушнете второто мислење, односно како и кои билки или пак можеби различни третмани помогнат во подобрување на настанатата состојба. За таа цел денеска во студиото гостен е Драган Јованов, фитотерапевт. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Денеска ќе зборуваме за тоа како можат билките или лековитите растенија да помогнат во состојбата на стрес, вознемиреност, несоница и депресија, апропо последните случувања нели во кои што луѓево сите ние доживеавме доста стресни состојби и се соочивме со вакви состојби. Па еве како за почеток да прашам за кои билки станува збор? Пред се да ги поздравам гледачите на ТВ24. Кога станува збор за стресот, има голем број на лековите растенија кои може да се применуваат и тоа е дека ќе наброиме. За мене број 1 валеријаната е, после број 2 лавандата, камилица, тука е маточињата, липата, хмелот може да се користи, шумската, чајот од шумска јагода исто е така е добар смирувач. Значи тие лековите растенија најчесто се применуваат во комбинација. Мајоранот може да се применува како зачин, да знаат луѓето дека и тој може да се употребува во комбинацијата други лековите растенија за стресот, мајчињата душица. Значи тие се лековите растенија кои може да се применуваат, има и други, меѓутоа овие што се луѓето ги познаваат. Најдостапни можеби најпознати за нив. Па воглавном има многу лековити растенија, но јас секогаш кажувам тоа што е достапно, значи што го има на нашата територија на Република Македонија, што е достапно, барем тука што е на Балканот, што може да се најде, за да може да го применуваат луѓето. Затоа што може да кажеме некое лековито растение кое го има, да речеме, во Америка, пример, во Русија, исто така може да речеме да се сладкиот корен, да се користи исто тој за смирување. Значи има многу лековити растенија, тие што ги. Но денеска се задржиме на оние кои што се подостапни или што може да се најде, да речеме во нашите билни аптеки или на нашето тло кој собира, да речеме, кој може да ги најдеме таму. Со тие ќе се задржиме лековите растенија, за тие ќе говориме во емисијава. Така. Ајде да почнеме со нервозата и стресот. Кои билки и во каква комбинација, која рецептура еве ни ја препорачуваш? При нервоза и да речеме и стрес, многу напнат период во, да речеме, последниве неколку години зголеменото темпо на живот поготово во Скопје, луѓето кои живеат со обврски со се. Значи наутро кога ќе се стане, првин треба да се направи, значи да се земе комбинација, да речеме, од камилица, маточина, да се направи чај или да речеме еве мајчина душица. Тие три комбинации на лековите растенија што се по-малце, да се стави, да речеме, прстофат или може пола кафено лажиче. Сето тоа да се прелие со 300 мл зовриена вода, да се стави во едно шишенце, значи да се носи на работа. Може да се пие голтка по голтка, но може пред да одите на работа, може тоа да се испие. Значи тоа е таа комбинација која е као лесен седатив, природен, што можете да помогне во текот на денот да е смирен организмот. Меѓутоа тоа е за 4-5 часа. Значи не може да не држи. Така ви да прашам, која доза е потребна на организмот за да се одржува сепак да се едно шишенце од половина литар да го имате во текот на денот, можете да си го конзумирате голтка по голтка или како сакате, може на 2 пати, на 3 пати, во текот на денот е доволно за да биде организмот смирен. Значи да нема или во стресни периоди баш поготово кога да немате такво чувство премногу, значи може се добивате такикарди, главоболки, баш од тој стрес. Непријатно е чувството и затоа чечињата како лесен седатив смирува со тоа што нема да ги осеќате тие непријатности во текот на денот или да ви пречат во работата. Дали има врска билките дека подобро да бидат сушени во сува состојба или можеби свежи? Не. Без разлика. Значи ја кажувам како ќе ги најдете, дали ги најдете свежи, дали ќе ги најдете во сува состојба, да ги конзумирате. Битно е да се конзумираат. Значи бенефитот кон организмот е секако. Дали ќе ги конзумираме свежи, дали ќе ги конзумираме суви, имаат бенефит, голем имаме бенефит кон организмот. Со тоа што барем кога се работи вака за стрес, превентивно е добро, барем 2 пати неделно, ако не можеме повеќе, значи 2 пати неделно да се конзумира таа комбинација на чајот. Или па може да се конзумира, да речеме, појак, оние кои имат повеќе, да речеме, потежок стрес, поминуваат потешки периоди или веќе тоа е
како некој, да речеме, веше како секојдневие име тој стрес, значи валеријаната. Валеријаната може чајче од валеријаната е малку појак седатив, меѓутоа тој се пие 3 до 4 недели, после се прекинува малку подолг период, па после повторно се почнува. Не е во големи количини, не треба да се конзумира, ведејќи може да направи проблем. Спомна дека има некои билки и комбинација нивна која што може наутро и се добри за нели да се смири, да се сталожи организмот во борбата против стресот или нервозата. Меѓутоа претпоставувам дека има билки кои што делуваат посмирувачки, а некои полесни, па претпоставувам дека тука доаѓа поделбата кои би биле за навечера, кои би биле за преку ден. За да не се предизвика па преголема поспаност и неможност за функционирање работа. Затоа кажувам дека баш валеријаната, да речеме лавандата, па и маточината тука е, спаѓаат во малку посилни. Со тоа што доаѓа до поспаност на организмот, поголема опуштеност, се осеќате баш онака поопуштени. Меѓутоа овие други што ги кажа за нас наутро, да речеме камилицата, мајчината душица, може хмело, да речеме шумската јагода, липата, тие се малку полесни како природни, да речеме седативи, со тоа што тие може да ги конзумирате во текот на денот, нема токава голема поспаност да имате. Меѓутоа овие што се валеријана и лавандата, да речеме, можеби малце се и за потешки случаи. Нешто веќе и кога станува збор, да речеме, за анксиозно нервоза, подстрес и некои други работи. Се зборуваме за чаевите, зборуваме за нивната комбинација, ве спомнавме некои од нив, но нели има и етерични масла кои што исто помагаат во борбата против стресот, нервозата и сите други состојби. Секако дека има и купки. Па еве, ајде да спомнеме за етеричните масла, како па тие се користат. Па добро, етеричните масла може да се, да речеме, како што кажавте, може да се стави, да речеме, неколку капки во да речеме, бања човек во кадата да стави неколку капки, може да речеме во розмарин. Розмарин да се стави за мала опуштеност, може да се стави, да речеме, лаванда, баш исто така да се опушти организмот, слично како што со чаевите, така и со етеричните масла. Значи може да се направи купка од тие, да речеме, да се направи купка или етерично масло кој ќе се става при бањање. Може да се стави и слободно опуштање, да речеме половина час до час може да се одмара така за да се опушти, да се опушти организмот. Значи може и етеричните масла можете да се конзумираат. Може да се наутро по пола кафено лажиче, може кафено лажиче да се конзумира, има некои етерични масла кои може да се конзумираат. Кои би биле тие? Па ете ги овие сите што ги наброевме, да речеме етерично масло од камилица, од кантарион, може да се конзумира, не го забравивме кантарионот и тој доста се применува. Сега има еден црвен и жолт кантарион за кој зборуваме? Црвениот е појак. Значи црвениот е појак и погорчлив. Меѓутоа ја го препорачувам црвениот кантарион, може и жолтиот. Меѓутоа да знаат луѓето, оние кои користат антидепресиви, оние кои конзумираат, да речеме, такви апчиња што се за смирување, не смеат да го конзумираат кантарионот, пошто ствара такво фотосинтетично дејство како апчињата ствара дејство, исто како апче да пие, така и кантарионот ствара проблем во главата, може да направи проблем. Така да внимаваат. Значи комбинација на лекарства со таа билка со кантарион не. Контрадикторни. Доведува до проблеми во главата, прави блок тука не. Значи да не се конзумира. Дали тоа е единствената билка која што во комбинација со други лекарства не се согласува? Валеријаната исто така не сме да се конзумира. Значи треба луѓето да се одлучат или ќе ги користат лековитите растенија во овој случај како валеријаната и не, може на пример валеријаната да речеме да отфрлат кантарионот, да го отфрлат, речеме камилицата како липа, такви чаеви, шумска јагода, тие може да ги конзумират веќе ако имаат терапија некоја. Но овие што се појаките седативи не. Значи природни збориме, затоа што сите апчиња на база на спирување, што се за спирување, значи се на база на валеријана, на лаванда. Во составот дали тоа значи дека може да дојде до предозираност на организмот и може да направи проблем, да направиме, Со зашеметеност, можеби со што викате блокада во мозокот. Блокада во мозокот може да направи проблем. Значи затоа викам не е препорачливо. Воопшто, значи строго забрането е да не се конзумираат. Може овие што се обични чаеви кои се како што кажав, може. И тоа валеријаната, кантарионот не. Со апчиња никако. Да не си направат проблем луѓето.
Така, тука ќе направиме кратка пауза за рекламниот блок. Веднаш потоа се враќаме во студиото да го довршиме нашиот разговор, а ќе бидат вклучени телефоните и ќе можат и гледачите да се јавуваат и слободно да го прашуваат Драган денеска за разни рецептури зависно од нивните потреби. Инаку денешната тема е за нервоза, стрес, депресија и несоница, па слободно може да се јавите. Драган е тука да одговори. Прво идеме со рекламите. Уживајте во HBO каналите, заедно со VIP. Одберете VIP комбо и гледајте HBO еден месец бесплатно. Повеќе за вас. VIP. Врвно HD доживување со кристално јасна слика и најбараните канали, регионална сателитска платформа било каде во Македонија. Гледај кристално јасна слика на преку 20 HD канали, веќе во основната понуда. Новата платформа Total TV V2.0. Бесплатна инсталација, set-top box и антена. Неограничени разговори и SMS кон сите мрежи, плюс 4 гигабајти интернет за само 599 денари месечно, цела година, само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. На 24 вести, денеска го слушаме второто мислење во однос на тоа како лековитите растенија можат да ги ублажат симптомите на нервоза, на стрес, на анксиозност, депресија и несоница. Тоа се секојдневни состојби кои што многу од луѓето се соочуваат со некој од нив. Тука сме со Драган Јованов, кој што е фитотерапевт и кој што ни помага, ни открива рецептури или совети како да се справиме со овие состојби. Овој момент ги повикувам и гледачите да се јавуваат на нашите телефони за совет, за консултација, за можеби некоја рецептура конкретна на која што нели Драган ќе одговори, а додека ги чекаме гледачите да се јават, ние продолжуваме со денешната тема. Еве ајде бидеме попрактични, Драган. Доаѓа на пример лице кај тебе и ти се обраќа во состојба на анксиозност, депресија. Каков е твојот пристап е? Па доста луѓе во последно време, па и уназад со години се јавуваат најчесто за анксиозност, депресија, поготово млади луѓе. Тоа ме чуди од 18 до 24 години. Има и повозрастни, меѓутоа таа граница до 25 години на млади луѓе се јавуваат, најчесто тие. Од концепт први треба да се разговара. Први разговараш што е проблемот, како е проблемот со пациентот, мора да знаеш што е, како е. Препорачувам потоа лековити растенија кои може да ги конзумираат, да речеме од концепт правиме 3-4 до 5 комбинации на лековити растенија кои може да ги применуваат. Исто тука се витамините, начинот на исхраната, мора да е многу битен и начинот на исхраната. Одењето во природа, тука може да се метне и медитацијата, мора да се медитира за смиреност на телото, на смиреност на умот, за да нема што повеќе луѓето да се во природа, да не седат дома затворени, во затворени простори. Такви некои основни совети, но и што треба да конзумираат напоредно, за да можат тете да функционираат. Првите неколку, тоа е борба со себе, мора да се изборат. И цело време треба со тие луѓе комуникација, да се прифатат баш така. Не сме да се сфрлаат, без разлика дали семејството, дали пријателите, другарите, мора. Мора да се разговара со тие луѓе. Да се најде соодветното решение. Прво предпоставам да се утврди причината, состојбата, па да се бара конкретно решение. Јас можам, например, јас давам терапијата, ќе дадам природната терапија која треба со лековите растенија, без разлика витамини, минерали, што и да е. Меѓутоа, ако човекот сам не е свесен, сам не се избори, ако дали имаш поголема подршка треба да има и од семејство и се, тука не можеме ништо да направиме. Борбата е многу. Те молам да ја задржиш мислата, бидејќи веќе имаме гледач на линија кој што подолго чека и излезе уклучи веднаш после отварањето на телефоните. Добро утро, за кого? Добро утро. Добро утро. Повелете дали имате прашање? Да прашаме. Повелете. Имаме чај од Кантарион, 1-2 недели, па после од Босилек.
а во меѓувреме кога ќе чувствувам така нешто потешко, пијам по некој хелекс. Дали прави тој некој проблем? Прашувате дали хелексот во комбинација со овие билки предизвикува проблем, така предпоставувам. Да, така предизвикува проблем и дали овие двата чајот од Босидек и од Кантарион е за стресни ситуации, како да кажам. Разбрав. Добро, ако е се тоа, ви благодарам на јавувањето, сега Драгани ќе одговори. Значи хелексот со кантарион не. Значи таа комбинација кантарионот дека го отфрли, може тука да конзумира босилокот, нека си го конзумира, тука може чајот липа како што кажав, може да се користи камилицата да ја користи, може да мајчината душица. Во исти ден човекот не треба да консумира Не, воопшто не. Или воопшто како комбинација? Не, воопшто не. Чим конзумира хелекс, такви апчиња што се не. За смирување, За смирување, да, не. Добро, значи кантарионот да се исфрли, може со понижните, слабите. Послабите, да речеме, како природни седативи, може меѓутоа со кантарионот не е со валеријана, лаванда, не, или нека се одлучи. Кантарион или хелексот, значи. Валеријаната е појак природен седатив е, да речеме, валеријаната за смирување. Наместо хелексот подобро е валеријаната. Нека си помалце нека конзумира во текот на денот, ќе осеќа подобрување со текот на време. Така. Имаме и друг гледач чинам на линија кој што би сакал да праша нешто. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Јас слушнав дека господинот кажа покрај други лекарства не сме да се користи валеријана и уште некои од тие појаки чаеви што се. Јас користам лекарства, например верапамил, росвера, аминофилин, лориста, ХЦТ, такви. И сега ми требаше, имавме стресова од стајковци со водава, сега со земјотресиве, која земав и валеријана. Дали смеам со овие лекарства да користам валеријана, пошто не сакам да користам диазепам? Дали, Драган, е разбрав гледачка? Да, ја разбравме. Ајде нека направи господјата комбинација, нека пие, да речеме, камилица и мајчина душица, нека ги смени комбинација со овие, да речеме, лекарства, камилица и мајчина душица нека си направи. Поконцентриран нека е чајот, нека остават валеријаната. Значи може валеријаната, но да речеме еднаш во неделата може да се напие. Значи премногу тие лекарства не. Може со мајчина душица и со камилица. Баш тие го смируваат убаво организмот, како диазепам делуваат, баш како комбинација камилицата со мајчината душица која е поконцентриран чајот. Што значи тоа поконцентриран чајот? Која треба да биде таа доза, например, за едно пиење? Ако евентуално ставате едно кафено лажиче за една шолја од 250 до 300 мл, ставате едно кафено лажиче. Тоа е веќе поконцентрирано. По едно кафено лажиче од двата вида чаја во комбинација? Да, и ќе ви дојде како една супена лажица. Значи една супена лажица мешана да. Со 250. Да, или 300. Или 300. 300 е таман. Значи може 300 мл зубриена ворла се прелие да се остави половина час, веќе природен чај збориме, 20 минути до половина час соса, се процедува и се конзумира. Значи наутре најдобро, само што ќе станете од спиење, значи предобро половина час да се конзумира, пред спиење навечер, значи половина час пред да си легнете исто така. За смирување во текот на ноќта, да се смири организмот додека нели одмараме, тогаш најмногу се и смирува организмот и најмногу. Знаеме дека одредени апчиња, лекарства делуваат освен смирувачки и поспано, па луѓето не можат да се сконцентрираат, да работат, да функционираат. Дали тоа се случува и со билките? Да. Значи баш овие што се кои да се избегнуваат во текот на работниот ден. Во текот на работниот ден појаките, да речеме, овие природни да се остават за навечер. Да се остават за навечер, за пред спиење, за да можат убав сон да има, да значи да спијат како што треба убаво баш, да не се измачуваат. А преку текот на денот, како што кажав, шумска јаготка, липа може да се конзумира, таков чај. Камилица, мајчина душица. Маточина, и маточината може да ја конзумират, ама со помалку, да речеме половина кафено лажиче, делува смирувачки, ама не е до толку. Да не биде поспан човекот, да може да функционира, нели? Да. Да. Дали имаме уште некој гледач на линија кој што чека на линија? Би сакал да праша нешто? Најверојатно не. Следното моje прашање е дали има некаква поврзаност на користењето на билките со возраста? Предпоставувам дека има, меѓутоа тука се ти да те прашаме, имаме деца во школска возраст, исто така и ќе ни се јавува нервоза и тие се подложни на стрес, нели? Па имаме некоја си средна група на луѓе, имаме повозрастни. Како билките да се Кога се работи за дечиња, да речеме
во школска возраст, половина кафено лажиче е доволно. Значи да се направи 200 мл, 250 мл изобриена врела вода, да се остави доста 250 мл е доволно за дечињата. Повозрастните можат и повеќе да Кои конзумираат. билки можат децата да ги користат? Па јас би препорачал за дечиња камилицата. Да баш онака помалце камилица се стави да се прелие, да ја конзумираат дечињата. За мене е најдобра камилицата за дечиња. Дали тоа е добро за почеток на денот? За уште може. наутро? Да, може. Значи може по пола шолја наутро пред одат на училиште, може да се конзумира камилица, може да им даете и липа, пола чашка, може шумска јаготка исто може да се конзумира мајчината душица. Која е таа доза што едно дете треба да е доволно да е доволно во една текот на шолја. денот? Една Во текот на шолја. денот. Една шолја 300 мл е доволно во денот за дете. А во однос на на тинеџерите, малце поголемите Може и студентите, повеќе. Може и веќе повеќе се до зголема половина доза. литар зависи кој колку сака и зависи за што се конзумира. Ако е ке превентивно така, еднаш до два пати неделно или кој кога може и секој ден помалце. Значи попрепорачливо е да речеме секој ден помалце. А веќе кога е нагласена некоја состојба од овие што ги секојдневно, најавивме, треба наутро и навечер. за да се нели постигне ефектот кој што го имаат лековите. Па да, и да не прекинуваме. Значи кога се работи за анксиозност и депресија, подолг временски период може да се конзумира до 3 месеци, минимум 3 до 6 месеци. Терапијата комплетна, значи со витамини, со све. Исто така не е срамота луѓето да посетуваат психолог или психијатар. Значи, иако на нашето поднебие малце е табу, уште уште е табу тема кај нас. Во светот е тоа многу нормално. Значи, да, секој да речеме во Америка или во Австралија, секој човек си има свој психијатар. И психијатарот си има свој психијатар. Да. А веќе имаме и гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Повелете. Ве поздравувам многу и вас и гостино. Сакам да поставам едно прашање. Повелете. Со мојот проблем имам многу желудечни киселини, това перманентно. Примав повеќе терапии, користам и некои чаеве, ма сакам конкретно гостинот да ми каже кој е најефикасен чај во мојот случај. И дали комбинација на повеќе чаеви е добра. Зборуваме за желудочни киселини, така. А што сте пиеле до сега? Да. Пиев лекарства од медицински, од препорачени од мојот лекар, интернист, и последниот пат се лечев со сода бикарбона по некоја рецепта на еден италијански лекар, еден месец, 2 пати, 4 недели, 2 пати една лажичка, наутро и навечер. Имав известен период подобрување, ама после 2 месеца еве повторно ми се појавува проблемот и така да и сега го решавам проблемот со сода бикарбона, користам ова медицинска сода. А дали други билки имате користено воопшто? Имам, користам секоја утро билки, комбинирам по неколку билки, мислам од мојата билкарна збирка, така да ме интересира кои билки можам во даден случај најде желудочна киселина. Добро, иако денес не е таа темата, меѓутоа еве ќе искочиме во пресрет на гледачката да се со цел нели да и се помогне. Да, прво најголема грешка прават со сода бикарбонат. Значи тоа уште од навика, уште од претходни, да речеме од нашите родители, нашите баби. Сода бикарбона за желудникот. Најлоша комбинација. Значи тоа јас сум најголем противник за таа сода бикарбона, еве лично јас. Што прави содата на желудникот? Па слузницата, желудочната слезина ја разјадува. Во преголеми количини луѓето се секој божи ден да речеме конзумираат по една супена лажица или по една кафена лажица сода бикарбона. Научени се така, желудник ме боли или нешто храната и сода бикарбона. Значи не сум јас сум голем противник за сода бикарбона. Без разлика и тоа италијанскиот научник за таа сода бикарбона ја кажува како демек за канцер, не знам, бенигни вакви тумори, такви тумори, значи се можете да прочитате на интернет. И еден човек се излечил и сега илјадници луѓе тоа го конзумираат. Пример од исто како и со варта и со 300 работи, значи може да се прочита се на интернет. Значи вистината е друга. Со факти, аргументи, да речеме, видиме научни истражувања што е како е направено. Мислам, се можете да прочитате на интернет. А колку е тоа вистина или колку е вистина од полезно за нашето се што е здравје, нели? Значи секакви сајтови има, се може да најдете. Има да речеме
од научници, да речеме, сајтови што држат, има од експерти 20% тука е баш вистината, дали е од класична медицина, квантна медицина, каква е да е, фитомедицина, секаква медицина има стварно каде што може да прочитате. Сега секакви има. Јас препорачувам за господја, да речеме да се земе маточина, нане да земе, невен и малку црвен кантарион. Значи да стеме по 2-3 грама да стави од овие, кантарионот исто 1 грам, као прстофат да стави, си да тоа да го прелие во 300 мл изовриена вода, да го остави да остави половина час и да го пие наутро половина час пред оброк и навечер половина час, да речеме, пред вечерата. Така да го конзумира, тоа го препорачувам. Исто така има добро за желуднични киселини по 8 зрнциња ориз. Значи во наутро 8 зрнциња ориз со млака вода. Се конзумира, оризот упива, внатре ги упива. Тие киселини нема да освојуваат тежина чувство. А оризот не се вари, само од Не, 8 зрнциња ориз, да, без не варен, значи со млака само вода. Само да во водата. Да. И водата се пие, претпоставам. Да. Не, и зрнцињата може да ги испие затоа што внатре во желудникот тоа ќе собира. Ги собира киселините. Колку долго треба за да исчезнете таа киселина, да се помогне? Па треба велиме редовност. Индивидуално кај секого е. Индивидуално кај секого треба да се внимава и на начинот на исхрана. Значи не е само смета на желудникот, кој се работи нели за осетлив желудник. Па да, кисела храна не сме, масни работи не сме, газирано не сме, значи луто не сме, значи го надразнува желудникот. Е така, значи многу работи играат фактор, не е само едно. Мислам дека имаме уште еден гледач на линија. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Па немам никакво прашање, меѓутоа сакав само да ве поздравам и да ви кажам дека темата ви е баш топ тема во право време. Да, ви благодариме. Поздрав многу до Драган. Благодарам. Пријатно се најдобро. Пријатно се најдобро и вам. Токму така, Драган, ја одбравме оваа тема, нели, во однос на последните случувања кои што за жал се уште не знаеме дали се завршени, нели, земјотресот кој што го тресе Скопје. Одбравме тема како да се помогне во однос на лековитите растенија и како би можеле тие да ги ублажат овие симптоми кои што се случуваат, нели, и старо и младо и се. Имаме уште некои 5 минути до крајот на емисијата. Она кој што го почнавме како терапија, кога некој ќе ви се обрати со анксиозност и депресија, го прекративме поради гледачот, па еве сега да се навратиме на тоа. Па да, кога станува збор, нели, како што кажавме, треба еве како што еве овие чаеви во текот на емисијата што ги кажавме, речеме, зависно од кој како, дали полесен седатив треба природен или потежок седатив, да се дава витамини, исто така Б витаминот е корисен, од витамини од Б групата се доста корисни кои може да ги конзумираат луѓето. И преку храната и како таблетка. И преку храната, да, може и како суплемент, да речеме, како додаток во исхраната. Тука исто така природа, како што кажав, мора да не се остават во затворени простори. Значи може масла, етерични масла да се стават во бањата, значи да се опушти телото, мускулатурата, се опушти и додатно да спортуваат, исто така фитнес, аеробик, без разлика, велосипед, планинарење. Значи секој спорт е добро да е кошарка, фудбал, кој како преферира, кој што сака да речеме, конкретно многу работи е, се фактор. Затоа кога ќе седнеме разговараме. Се работи индивидуално со човекот. Да, секој индивидуално. На неговиот проблем, претпоставам, во однос на тоа што му е потребно. Проблемот, колку е, значи има доста луѓе што се јавуваат да разговараме, значи по еден час, два, зависи колку треба. За пациентот разговараме со млади и по возраст. Значи првен треба да се пристапи така, да се разговара, многу психолошки да се делува, дали на детето, дали на возрастен човек психолошки делува. И малку некој збор да му каже да луѓето се задоволни. Значи тоа е големината. Првен психолошки да се делува на организмот, тоа што ќе го опуштите, па после тоа може да делуваат и лековитите растенија и витамините без разлика, значи довербата ќе биде многу поголема. Така е, треба да се преферира за се, без разлика дали е класичен, дали е природен или каков и да е доктор. Значи мора прв психолошки да се делува на пациентот, па после тоа да се со лекарства или без разлика со природна терапија. Барем мислам дека така на запад се работи. На запад секој еден пациент си има, да речеме, психолог, психијатар, нутриционист, фитотерапевт, има како една екипа од 5-6 доктори, кардиолог, општ лекар и си ги има тие и тие му се негови кои го терат понатака во текот на животот, му ги кажуваат тие совети. Исто така и во спортот кај нив има 5, еве еден Џоковиќ кој спомнам, 5-7 доктори има кој му кажува исхраната, кој му кажува кои растенија да ги конзумира, па стевија, не знам па што конзумирал. Значи тоа е тоа.
Мораме да одиме напред. Моје совет е тоа дека треба да се да се работи на тој начин, да се внимава на пациентот, да се води една книга која континуирано во текот на неговиот живот да и се помогне на луѓето. Ако имаме уште некој гледач, ми чинам дека имав таков сигнал, ако се уште гледачот е на линија. Добро утро. Да, добро утро. Добро утро, се извинуваме што почекавте. Повелете, имате прашање? Имаме прашање, може да е ван темата. Сакам да ве поздравам, да прашаме за крмусот. За? Крмусот. За крмус. Крмусот. Кои средства ги има во организмот, бидејќи ние го употребуваме? Добро. Сакаме ако може некој да ни кажете информации колку е корисен и колку е штетно. Добро. Ви благодариме на јавувањето. Дали имаме уште еден гледач на линија кој што на кратко, бидејќи сме при крај на емисијата, би сакал нешто да праша? Добро утро. Добро утро, повелете. Јас се извинувам, ако може да го прашаме гостина нешто. За лумбаго да каже нешто. За? Лумбаго за половина. Волки има огромни. Добро, ви благодариме. Сака и се коче десната нога. Нешто на природен пат. Добро. Ви благодариме на прашањето и на вашето јавување. Драган, сосема накратко, бидејќи сме при крај на емисијата. За крмусот што се препорачува? Да, за крмусот 2 бобинки, не повеќе. Значи тој се препорачува за циркулација и да речеме за анемија. Најчесто е за тоа. За ништо повеќе не би било корисно. И јас не го препорачувам крмусот да се пие во поголеми количини зашто е токсичен. Може да направи смрт. Значи 2 бобинки, ништо повеќе. Толку. Да, кога се работи за господинот проблеми со кичмата, лумбалго, не знам како што го разбрав, го чув дека потевко се слуша, нека си земе маст од гавес, има во билните аптеки, гел уствари од гавес нека земе, нека мачка или нека земе од овие чаеви што се за смирување, за да го смири нервот. Така. На нервот делува лековитото растение, кога се работи за коска не делува лековитото растение, меѓутоа за нервниот систем работи. Затоа некогаш луѓето ме прашуваат за пример, да речеме, проблеми имаат со коски, не знам, со реума, со тризатожа, тука не можеме многу да помогнеме со лековитите растенија, но можеме да речеме која се работи за некој нерв. Така, за да се облажи болката. Да облажи болка, да смириме и така. Тоа ми беше надвор од темата, ама да објаснам, за да знаат. Ти благодарам што денеска од твој време дојде и ни беше гостин во второто мислење во склоп на 24 од се срце. Секој вторник имаме некоја слична тема и ќе обработуваме како лековитите растенија или другите третмани помагаат за облажување на разни состојби кај човекот. Благодарност уште еднаш. Благодарам на поканата. Ви благодарам и вам, драги мои, кои што бевте со нас ова утро. Ви посакувам ден исполнет со што е можно повеќе нервоза, стрес и мирни ноќи. Пријатно и секој добро.